Сега е време за гости, како што ви најавив утрово. Нашата Слободанка е денеска задолжена за гостите, а прв денешен нејзин гостин е примариус доктор Игор Костов, васкуларен хирург. Добре дојдовте. Драго ми е, Слободанче, што денеска имате тема корисна за многу луѓе, особено заради тоа што мислам дека ние сме поднебје каде што најмногу имаме потреба за вакви совети од стручњак како доктор Игор. Секако само ќе додадеме дека ни доаѓа од Универзитетската клиника болница Свети Наум. Суза, добро утро за тебе и добро утро понеделнички за сите наши гледачи. Како и секогаш воодушевуваш со изгледот и изненадуваш. Ти благодарам, јас новогодишен амбиент. Јас најавив дека следните 3 седмици ќе бидеме во духот на празниците за да внесеме барем малку ведрина и свежина од рано наутро. Ќе ми дозволиш само на почеток да го прашам доктор Игор, дали жените може би се поподлежни на проблеми со вените, докторе? Во секој случај, женската популација е позасегната со ова заболување. Тоа не значи дека и машката популација ги нема овие проблеми, али ризик факторите што доведуваат до појава на ова заболување се почесто кај жените. Ние жените ги носиме сите неволји во светот. Повелете ви благодарам. Но и позитивен дух знаеме вака од пораните утрински часови, како што кажавме, да, Суза, благодарам за најавата. Уште еднаш поздрав до гледачите и кажавме веќе и темата ќе ни биде затоа што можеме да најавиме нешто ново. Но за современиот третман на проширени вени ќе зборуваме нешто малку подоцна затоа што еве Сузе веќе ве праша, да, значи жените се поподложни да кажеме и го имаат тој под наводници или како и да е здравствен проблем со проширените вени, некогаш знаат да направат компликации, можеби некогаш не, но вие ќе ни појасните повеќе за тоа како примариус доктор се разбира и зошто жените повеќе се изложени за дали е сето тоа односење на високи подпетици или има врска или нема врска. Прво благодарност на вас што ме викнавте денес во вашето студио. Благодарност на гледачите на Алфа телевизија што вака во аудиторско расположение не гледаат. Тоа е точно дека женскиот пол е пооптеретен, затоа што прво жените се оптеретени со бременоста. Исто така и други причини има зашто доведуваат до појава на попуштени вени, а тоа се зголемената телесна тежина, намалената физичка активност, и сето тоа кога ќе се спои доведе до појава на едно оптеретување на тој венски систем, попуштање на вените и доведување на она состојба која сите ја знаеме проширени вени. Се смета дека половина од населението има проблеми со попуштени вени. Од нив, неде околу половината од текот на својот живот ќе побарат некоја интервенција од својот лекар. Така да тоа е доста често заболување. Оно што го кажавте, дали високите подпетици сметаат. Секогаш кога зборуваме за проширените вени, ние жените меѓу себе веруваме дека е тоа повеќе од односењето на високи подпетици. Дали високите има подпетици или на некој начин ни помагаат, бидејќи ја зацврстуваат мускулатурата на ногата, така да не би рекол дека имаат некој многу големо влијание на попуштање на вените. Убаво да знаеме. Да, значи носењето на подпетици не е толку страшно. Така. Сега, зборуваме за кои се оние ризик фактори кои доведуваат до проширените вени, меѓутоа постојат и методи со кои што еве ќе ги утешиме жените кои имаат проблем со проширените вени, затоа со оглед на тоа дека исто така како и за здравствениот проблем кој што си го чувствуваат, сепак и естетски не е убаво за жена и не се чувствува убаво во своето тело. Така да, каков е сега, еве ќе зборуваме за тоа и ќе ни појасните овој современ метод за операција на проширени вени во Универзитетската клиника Свети Наум, за што конкретно и поточно се работи? Веќе втор месец успеавме да набавиме апарат за радиофреквентна аблација на вените. За разлика од механичките оперативни зафати, што досега ги изведувавме со помош на стрипер, сега работиме со една термичка процедура, радиофреквентна аблација. Со помош на овој апарат вената се гори, не се вади, така да има помала траума и пациентите побрзо се враќаат на секојдневните активности. Сепак се работи за процедура која е препорачена кај одреден број на пациенти.
секако пациентите кои доаѓаат во нашата установа претходно се инвестигираат, се проверуваат дали се кандидати за изведување на оваа интервенција и доколку се пријавуваат за оперативен зафат за оваа интервенција. Она што е карактеристично дека пациентите брзо се раздвижуваат и можат да се вратат на секојдневните работни активности веќе после неколку денови. Што значи во брз временски период. Како одлучуваме кои жени или до кој вид на проширени вени може да дојде до таков оперативен зафат и дали кај сите е тоа возможно или не? Сепак се работи за едни катетри и опрема која е понежна него опремата која користевме при тие механички процедури, така да самите вени треба да задоволуваат одредени карактеристики за да можат тие катетри или таа опрема да се правилно употреби. Најубаво би било кога ние би располагале во нашата установа со сите можности и оние оперативни и неоперативни процедури кои постојат на располагање во светот, но да бидеме благодарни што го имаме и ова. Така да пациентите во секој случај го имаме ова можност да работиме со ова термичка процедура, а се надевам дека во догледно време ќе имаме и можности да употребуваме и други процедури кои не се опфатени со оваа термичка процедура, со тие хемиски процедури кои овозможуваат за оние пациенти кои не се ни за механичка и термичка да се употребени на друг начин. Така да. Вие сте еден од најпознатите, морам да кажам тука кај нас васкуларни доктори, каде што сите пациенти се задоволни од вас. Морам тоа да го потенцирам, вклучувајќи ме и мене. Не дека сме сега тука, меѓутоа така е. Сега она што ме интересира, односно да појасниме, после оперативниот зафат, кажавме дека сега со новиот метод побрзо можеме да се вратиме на секојдневните наши активности, меѓутоа дали и помладата генерација сега се соочува со проширени вени, статистички или како се податоците во последно време? Интересно е тоа што се помлада и помлада генерација се јавува во мојата васкуларна амбуланта за преглед поради потешкоти што ги има со проширените вени. И зошто се појавуваат кај помладата популација? Доколку е вени биле во фаза на бременност и слично? Побрзо популацијата расте. Она што порано сметавме дека негде 20-30 години, сега можеме да го утврдиме на 14-15 години. Се јавуваат жени кои веќе имаат некои оптеретување на нозете. Сепак оставаме тие интервентни и оперативни процедури, сепак да се направат негде 18-19 години, за да може нешто да се преземе. Тука не значи дека тие ќе бидат кандидати за оперативен третман или за интервентен третман, него да се почне со некоја еластична компресивна терапија, превентива, некои препораки во животот како да се спречи да се јавуваат тие вени и понатаму. Ова е мислам затоа што постои една мала негрижа за своето тело кај пациентите, намалена физичка активност, обезноста една. Споменавте повеќе пати за физичката активност, значи една од оние добробит, да кажам, за нашето тело, поготово еве и за вените. Физичката активност е Физичката активност е многу битна, бидејќи ги јакне мускулатурата на задната ложена под коленицата, бидејќи таа мускулатура е одговорна за таа венска пумпа. Кој тип на физичка активност најмногу? Како што срцето ја пумпа крвта према нозете, венската пумпа ја враќа назад. Оствари притисокот во подколеницата на мускулатурата овозможува венската крв да се враќа назад во срцето. Доколку таа венска пумпа под коленицата, листовите имаат слаба мускулатура, во тој случај вените нема да може да функционира правилно, крвта заостанува долу и ги попушта вените. Која физичка активност би ја препорачале кај жените најмногу? Степер, точак, дигање на листови, шетање. Така.
и грижа на сепак за своите килограми, да не постигнат некоја величина која после не може да се врати назад. Назад, да. Тешко малку со годините. Апсолутно. Добро, ме интересира сега, еве кажавте дека 2 месеци го имаме овој нов метод, современ метод за операција на проширените вени. До сега колку пациенти поминаа со овој оперативен зафат и како се тие, еве, да кажеме денес сигурно дека доаѓаат на контрола и слично. Како поминавте? Оставиме малку период за да видиме тие пациенти да почнат оние 7 дена, 3 недели контролни прегледи, за да видиме каков е во ствари ефектот и какво е расположението на пациентите кои беа подложени на овие интервенции. До сега 12 пациенти беа успешно лекувани со овој метод и мора да признам дека е веќе на третата контрола гледаме позитивна реакција на пациентите. Тие пациенти беа одбрани, значи, после предоперативна диагностика, која покажа дека се кандидати за ова процедура. Секако дека со текот на времето ќе се охрабриме и малку повеќе ќе ги прошириме индикациите за употреба на оваа метода, али за почеток, сепак, сме кандидатите ги одбираме стрикно според протоколите, како што се за процедурата, за оваа термичка процедура која потребуваме. Так. Пациентите постоперативно, како што кажав, брзо се раздвижуваат и се враќаат на своето работно место, но сепак со една задршка дека не треба претерано да се охрабрат, бидејќи секоја процедура бара еден период на одмарање и грижа сепак за телото, бидејќи и таа термичка процедура има можности за јавување на компликации и оптеретувања, така да оној период од недела-две каде пациентите треба да одмарат, останува сепак и со оваа процедура. Така, процедурата ја знаеме, доаѓаме кај вас на контрола, на Доплер се гледаат вените, вие одлучувате за каков оперативен зафат треба да стане збор, се надеваме дека повеќе мината ќе го практикуваат токму овој современ метод и еве за крај со оглед на тоа дека ми кажуваат времето брзо ни помина, меѓутоа да искористиме да не ги запоставиме и мажите. Зошто мажите? Кој е факторот за мажите што добиваат проширени вени? Да го кажа дека жените се најчесто оптеретени заради бременоста, мажите се оптеретени заради физичката работа и наследноста. Така да тие се причини најчесто кај мажите зашто се јавуваат попуштени вени. Меѓутоа затоа оперативниот зафат е тука и можеме сите да се надеваме и дека и за нашето здравје, меѓутоа кај жените, како што кажав, е исто така и за естетиката. Докторе, многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и уште еднаш ве потсетуваме сите оние ги охрабруваме кои што имаат проблем со проширени вени, нов метод, современ метод за оперативен зафат во Универзитетската клиника Свети Наум. Примариус доктор Игор Костов. Така, секоја чест за сите новитети кои што даваат можност побрзо враќање во редовниот живот и верувам дека многу задоволни пациенти има после интервенциите кои што се најнов метод. Браво, Слободанче. Јас сум следен потенцијален пациент на доктор Костов и благодарам многу за вашето гостување.